ќе чини инвестицијата, примерно до 80 квадратни куќи? Инвестицијата индивидуално зависи од карактеристиките на потрошувачката, карактеристиките на објектот и бараната моќност. Државата ќе изнаоѓа различни методи и начини како да ги поттикне домакинствата пред се, а компаниите има доволно сила заради тоа што профитабилно тоа ќе им се врати, за да може да го мултиплицираме насекаде по Македонија овој проект. Целта беше таа, најголемата компанија во Македонија го направи првиот исчекор, да ги поттикне и другите компании на ваква општествена одговорност, да помогнат на наши семејства кои што се повеќе бројни, кои што се потрошувачи на електрична енергија. Ова семејство знам дека се грее на електрична енергија исто така, тоа е многу важно, заради тоа што продуцира трошоци, но во периодите кога помалку троши, а повеќе произведува, да може да го пласира тоа во мрежата, за што ќе добие и парични приходи. Ова ќе помогне на државата вкупно во производството на електрична енергија. Има многу кровови во Република Македонија. Треба да ги искористиме. Нашето знаме е сонцето. Имаме сончеви денови, имаме светлина, која што и така може да донесе бенефит и за граѓаните, и за државите. Вин-вин ситуација, убеден сум, ако државата ги испрактикува барем механизмите кои што ги има Австрија, кои што ги има Германија, познати овде во Македонија, новиот закон за енергетика веќе тоа го дава, бенефит ќе имат и граѓаните, ќе остануваат повеќе пари кај нив, кој што е главна стратешка определба на владата, верувам и на сите во општеството, но истовремено бруто домашното производство на енергија ќе расте. Знаете дека Македонија има некаде приближно 30% недостаток на енергија, кој што се увезува, иако новите тенденции покажуваат дека Елен продава на пазарот, има екстра приходи од тоа што го продава заради менеджментот, но генерално сите знаеме дека треба да расте производството на електрична енергија во државата.